Добро, денеска тука сме во општина Јагуновци да разговараме со граѓаните, да видиме што имаат да ни кажат. Продолжуваме со нашиот караван обнова за Македонија, разговараме на сите актуелни теми и добро е да се слушнат граѓаните и во што помасовен број да не искритикуваат, но да ни дадат идеи како да продолжиме понатака. Добро е што голем дел на граѓани доаѓаат и кажуваат што да предложиме во следната програма на ВМРО-ДПМН, која треба да биде една од најдобрите програми и да допре до сите граѓани. Затоа сме внимателни овој период да бидеме заедно со народот. ВМРО-ДПМН секогаш биле со народот, но овој пат за кратко време ни доаѓаат техничка влада, ни доаѓаат многу предизвици што целото раководство на ВМРО-ДПМН е на терено заедно со многу граѓани и исцртуваме програмата. И затоа и додека сме во техничката влада, но и потоа ќе покажеме во изборната кампања дека ВМРО-ДПМН ги има најдобрите кадри, а од друга страна ВМРО-ДПМН е спремна за избори да води Република Македонија во новата влада. Ние сме амбициозни луѓе и сакаме амбициозни проекти. Затоа на секаде во Република Македонија се случува оваа обнова на Македонија. Им благодариме на сите граѓани што излегуваат, што ни даваат поддршка, а од друга страна ни даваат позитивна енергија да продолжиме. Сведоци сме на многу погрешни политики што ги води оваа власт. Сведоци сме на една изјава вчера што ја спомна првиот човек што треба да биде на Република Македонија, господинот Стево Пендаровски, наместо позитивна енергија да шири како врховен командат, како човек што треба да обединува, ние слушнаме дека сака да си замине што побрзо. Епа да си заминете. Ние ви велиме да си заминете сите и затоа сите ќе работиме што побрзо, односно на 12 април следната година да испратиме сите во пензија. Благодарам.